Почитуван колега Каевски, да бидам искрен, од вас очекував потемерен говор и не очекував жалопојки врз истурено млеко, бидејќи вие од позиција на висок партиски функционер можете да помогнете да овие работи некако се исправат. Ако во вашата фирма функционира како државата моментално, и ако во првите 6 месеци имате 140 милиони евра инвестиции, а истите тие 6 месеци имате 260 милиони дефицит, потрошени, подјадени пари, знаете дека таа фирма не може да има добра иднина ниту на краток, ниту на среден рок. И затоа 28.000 фирми за овие 4 години се затворени. Премолувам времето 3 минути. Така што, за да бидете пратеник од мнозинството, морате потрезвено да ги гледате работите. Затоа ви го давам и примерот. Сега може? Треба да се запрашате зошто од 1. 2017 до 2022 година гласате влада која што има убедливо најслаби економски перформански на Балканот. Босна и Косово по 3,5 пати имаат поголем раст, почечно земено од 2017 до 2022, неголи владата која што вие ја поддржувате. 1,05% годишно расте економијата со оваа влада. Секаде имаше кризи, секаде има енергетски проблеми, ама ние сме најслаби. И нели како млад човек ви е поразително да оние кои што ги гласат имаат убедливо најслаби перформанси. Господине Каевски, нели се гледавте, сте вие Социјалдемократска партија, за работниците, со ССУ, што направивте? Со ССМ што направивте? Ги манипулиравте, ги лажевте, ги викавте во влада и на крај не им ги предвидовте парите во буџетот. Измислувате дека пензионерите сега ќе имаат покачување на плати, не знам какво, а тоа е истиот закон кој што беше до 2017 година, кој што преходно го укинавте. И тоа ли се мерките со кои што треба да излезете и да се пофалите? Што правиме? Зборувавте за фотоволтаици и ветерници, тоа е во ред, но тоа е многу мал процент од потребите. Дали сте прашале од директориве, од РЕК Битола, што прават денес, во јули, во поглед на тоа колку ќе се ископа јаглен, кој што ќе ни треба во октомври? Дали имаат план? Немаат план. Дали има решенија за набавки или за нови ископи? Нема. Дали има заеми за нова механизација? Нема. И кога ќе дојдеме во ноември, што ќе правиме? Постојано ќе се гледаме во очи, ќе бидеме закопани во различни ровови,